Добар ден, почитувани, ова е најновата Телма амбуланта. Кај луѓето во зрелите години се засилуваат стравовите од болестите, а меѓу најчестите е оној од Алцхајмеровата деменција. Алцхајмеровата болест се наоѓа на второто место на листата со болести од кои што луѓето во светот најмногу стравуваат. Кај нас старите лица знаат да кажат само да ме чува паметот. Па што е тоа Алцхајмерова болест? Кои се првичните рани симптоми? Постои ли терапија која што прогресот на болеста може да го стави под контрола? Дали се ефикасни новите лекови? На оваа тема разговараме со доцент доктор Габриела Новотни, специјалист по неврологија од Универзитетската клиника за неврологија. Разговорот ќе го проследите по рекламниот блок. Се гледаме набрзо во студиото со гостинката. За Алцхајмеровата болест во денешната Телма амбуланта разговараме со доцент доктор Габриела Новотни, специјалист по неврологија од Универзитетската клиника за неврологија. Докторке, добре ни дојдовте во студиото на Телма и добар ден. Добар ден. Дали Алцхајмеровата болест е исто што и деменција? Многу често поставувано прашање, Алцхајмеровата болест е најчестиот вид на деменција. Кога ќе кажеме деменција, или нашите повозрасни велеа имаше мајка ми склероза, тоа е еден стар термин кој полека го напуштаме, тоа е еден чадор термин кој што опфаќа повеќе други заболувања, сите со различни причини, меѓутоа делат заеднички симптоми и знаци и затоа го носат тој заеднички термин деменција. Чисто ги поистоветуваме затоа што никаде 60 до 70% од сите форми на деменција отпаѓаат токму на Алцхајмеровата болест и честопати дури и ние во стручната јавност ги користиме како синоними, иако има и различни други деменции, како што е фронтотемпорална деменција, деменција со левиеви тела. Сите имаат мали разлики во симптомите и во знаците, делат некои заеднички, различни причини за настанување и тоа е многу битно во дијагностичкиот протокол кога ја поставуваме дијагнозата и одлуката за терапија. А која возрастна група е најзасегната од Алцхајмеровата болест? Дали се во право старите лица кога се плашат од склероза и кога велат само да ми остане паметот здрав? Така е. Возраста е еден од најголемите ризик фактори за појава на Алцхајмеровата болест, односно деменцијата како краен стадиум на таа болест. И токму затоа се соочуваме со така навидум нагло растење на бројките на заболени во светот, а тоа токму се должи затоа што нашето население живее подолго. Старе. И тоа е добро затоа што имаме лекови за многу други заболувања. Во минатото, знаете, една обична бронхопневмонија ги носела луѓето затоа што не постоеле антибиотиците. Сега доживуваме подлабока возраст, длабока старост и со тоа и ризикот за појава на болеста се зголемува. Меѓутоа, не смееме да поистоветиме дека е нормално да се јави Алцхајмерова болест со старење. Значи, старењето си е физиолошки процес, а Алцхајмеровата болест, како што самото име кажува, е болест која треба навреме да се препозне и да се лекува. Дали на Алцхајмеровата болест обично и претходи некаков настан, некој важно случување од животот, например пензионирање, потоа хоспитализација, или може да се појави сама од себе? Може би тој впечаток дека се јавува тогаш кога луѓето ќе заминат во пензија и она што ви го должам од претходното прашање, дека најчистата возраст кога се јавува некако е над 65 години. Таква е поделбата. Видиме дека постои многу мал процент, некаде околу 5% на лица кои што имаат Алцхајмерова болест со ран почеток, тоа е пред 65 години, и повообичаено е да се јави во подоцнежната возраст. Меѓутоа, не може да кажеме дека постои еден настан кој што е ризик фактор или ја предизвикува болеста, затоа што денеска невронауката ни дава одговор дека болеста започнува да се развива во мозокот многу долго. Некаде 20 години пред да се појават првите симптоми и знаци. Децении пред првите децении предходно, знаци. да. Започнува таложење на еден протеин, се вика амилоид бета, кој што нормално е присутен во мозокот, има корисна улога, меѓутоа му се минува структурата и тој почнува постепено да се таложи во нервните клетки, па буквално како да се загушени во отпадок
сладоци, тие постепено ја губат функцијата. И треба време, јас често пати, па и на предавања, и вака и на дискусии за општа популација, ја даваме онаа шиматска слика на Санта Лед, и она што е под вода е многу поголемиот дел од развојот на болеста, а врвот на Сантата Лед е стадиумот на деменција, кога болеста клинички се манифестира. Многу луѓе се плашат да отидат на операција и да примаат анестезија кога се повозрасни, за да не им се јави Алцхаймеровата болест. Може ли тоа да биде тригер фактор? Токму така, и тоа често пати ни го кажуваат и пациентите, и семејствата на пациентите кога ќе дојдат, да не беше таа интервенција или ова ми е болест од анестезијата. Новите анестетици и медицината на новото време е релативно безбедна, меѓутоа знаете што се случува? Да се надоврзам на она што го кажа, болеста се развива постепено и кога луѓето ќе доживеат стресен настан, тоа е заминување во болница, операција, друга болест, инфекција, самото сместување во една нова средина, стравот од интервенцијата, прави да болеста едноставно се демаскира и да излезат на површина симптоми кои што можеби претходно биле многу поблаги, непрепознаени. Знаете, сите знаеме да најдеме различни оправдувања. Па сега се случил некој тажен настан во семејството, па можеби затоа е поповлечен, па затоа не излегува, одбива да се дружи, малку е подзаборавен, не спие добро и одеднаш кога ќе замине во болница за таа операција станува конфузен, не знае каде, ги нема блиските лица, познатата средина од домот и затоа делува дека навидум акутно започнува, иако болеста има развој и претходно. Но тоа се секако тригер фактори кои што велам да можеби ја забрзаат прогресијата на болеста и та побрзо да се јави, воспротивно кога не би било јасно. Можеби ќе траел подолго оној период на благи симптоми и знаци. Доктор, има студии во кои што се испитуваат генетските фактори кои што може да доведат до Алцхаймерова болест, детектирани со тоа што видов повеќе од 75 гени. Што значи ова? Дали наследниот материјал е всушност пресуден за појавата на болест или не? Постои еден многу мал процент, и тоа е вака утешително за сите нас, на наследна форма на Алцхаймерова болест, меѓутоа таа форма е помалку од 1%. Има 3 гени кои што се одговорни за наследна форма на Алцхаймерова болест и таа болест се јавува многу порано, дури пред 65-та година, имаме пациенти во 40-тите, 50-тите години и тука веќе е многу битно да земеме добра анамнеза, дали во семејството некој од другите членови имале симптоми на склероза, знаете, во минатото не ја викале Алцхаймерова болест и има значење за потомството. Кај останатите, кај најголемиот процент на форми на Алцхаймерова болест, постои наследна предиспозиција. Меѓутоа тоа е многу слично како на пример за високиот крвен притисок или за дијабетот, за шеќерната болест. Постои предиспозиција, но не значи дека сигурно ќе се манифестира и тука е оној голем прозорец и надеж за превенција и влијание на модифицирачките ризик фактори. Инаку, еден од најчестите ризик гени за појава на Алцхаймерова болест, а сите имаме некоја од формите, е генот за аполипопротеин Е, и доколку имаме, да речам, 2 од алелите аполипопротеин Е4, тогаш ризикот да заболеме е 8 до 12 пати поголем во однос на општата популација. Тоа не става во категорија под ризик, но за разлика од оние наследни форми, дури и да ја имаме таа комбинација на гени, не значи со сигурност дека ќе заболеме, само сме под поголем ризик, што значи дека треба многу да внимаваме и да делуваме на она на што може да делуваме. На надворешните фактори, на животниот стил, да, гените не можеме да ги е поврзаност на како, да речеме, животниот стил влијае на гените или се уште е енигма? Има многу студии и многу се убави резултатите и вливаат надеж дека токму кај лицата кои што имаат таа комбинација на гени кои што го зголемуваат толку ризикот, модификацијата на ризик факторите дава уште подобри резултати во превенција во однос на останатите. Што значи ништо не е запишано во гените и конечно, имаме многу што да правиме, само можеме да влијаме на судбината, не така. Освен за жал, оној мал процент, вела, меѓутоа тие се под 1%, навистина се ретки, каде што доколку сме носители на тој ген наследен од едниот родител, во тој случај веројатноста дека ќе заболеме од болеста е скоро 100%. Споменавте дека во мозокот се таложи специфичен протеин и тој создава проблем, а се намалува ли самиот мозок? Да, се намалува и често пати
нашите пациенти кога ќе добијат резултат од компјутерска томографија, например, направена заради главоболка или други симптоми, каде што пишува дека постои кортикална атрофија на мозокот, веднаш се исплашени да не е тоа Алцхаймерова болест. Веднаш да кажам, физиолошки, знаете како, ние физички се намалуваме, па знаеме нашите баби, дедовци кои што велат, јас кога бев помлад, бев висок, со старењето се намалува висината. Така, затоа што се намалува ширината меѓу на дискусите, меѓу пршлините, така и мозокот. Тоа е физиолошкиот процес на старење. Меѓутоа, кај Алцхаймеровата болест, токму заради таложење на тој протеин, во подминатите фази настанува и намалување на волуменот на мозокот и тоа е еден од маркерите за Алцхаймерова болест, меѓутоа треба добра анализа, не секоја мозочна атрофија значи Алцхаймерова болест, не се поставува така дијагнозата, туку заедно клиничката слика, другите испитувања, атрофија во одредени регии на мозокот, како што е медијалниот темпорален лобус, хипокампусот, се покарактеристични, зборувам за Алцхаймеровата болест. Сега да ги видиме симптомите кои што укажуваат на Алцхаймерова болест, а тоа се заборавеност и проблеми со меморијата, когнитивни проблеми и психијатриски проблеми. Кога зборуваме за Алцхаймерова болест, некако веднаш првата асоциација ни е заборавеност и некако само со тоа се поистоветува. Сега сите ние, доктор, ќе забораваме, нели? Ќе заборавиме кај сме ги оставиле клучевите од дома, па ќе се вратиме уште еднаш да провериме дали сме исклучиле пеглата од штекерот, некогаш ги забораваме имињата на блиските. Знаеме да се исплашиме сериозно, да не е случајно тоа Алцхаймерова болест или пак некаква форма на деменција. Па опасна ли е расеаноста? Па, вие го дадовте одговорот, расеаноста не е Алцхаймерова болест. Тие примери кои што ги кажавте, увертира. Не, тоа е само знак дека сме многу оптеретени и правиме во исто време повеќе нешта, многу обврски. И знаете како, јас и кога зборувам со пациентите и со семејствата, кога не сме сконцентрирани, значи сега сме загрижени за тоа дали детето сме го оставиле дома болно, вие ми зборувате, ама дело тоа што ми го кажувате не стигнува за да се меморира до мозокот, затоа што моето внимание и концентрација не се насочени кон тоа што ми го кажувате или кон некоја друга активност која што ја правам. Тоа е причина за расеаноста, кога немаме доволно внимание и концентрација. Затоа што вие тргнувате на работа, мислите што ќе ме прашате во емисија, ама во меѓувреме заборавате дали сте го исклучиле шпоретот, но добро е ќе се вратите. Добро кажавте. Многу често, како прв симптом на Алцхаймеровата болест, е заборавеноста. И тоа заборавање на скорешна меморија. Па имате и друг пример, велат, ама докторке, не може да е Алцхаймерова болест, прашете го, сите ви каже, во младоста на сите другари се сеќава од детството. Да, меѓутоа скорешната меморија е таа која што прва страда. Мозокот едноставно губи способноста да складира нови мемории. Оние старите кои што се убаво спакувани во клетките на мозокот, не се губа така брзо. Дури во најнапреднатите стадиуми ќе исчезнат тие, па се случува да не си ги препознаат собствените деца, а тоа е затоа што не може да се сета дека нивните деца пораснале. За нив децата се оние слики кога децата имале 3-4 години, а сега пред нив стои човек кој што има 50 на години. И не го препознаеме, но вика, кој си ти? Што голем стрес за блиските членови на семејството. Најстрашно е нешто кога родителот нема да те препознае. Сигурно. Настрана со целата тежина и товарот кој што болеста го носи, тагата која што ја имаат, постои еден посебен термин на предвреме губење на саканиот. Знаете, тоа е жив, меѓутоа тоа не е истиот човек кој што бил претходно. И на вистина децата, тоа се возрастни луѓе кои што се во фаза од животот кога треба да се грижат за сопственото здравје, се уште се грижат за нивните деца кои што и не се така големи, се буквално така наречена сендвич генерација, се грижат за нивните деца, се грижат за возрастните родители. И тоа воопшто не имаат време да се грижат за сопственото здравје, а при тоа имаат и наследни фактори кои што го зголемуваат ризикот за деменција и имаат можеби наследено некако генетски материјал, навики од тип на исхрана, навики за физичка активност, односно неактивност од средината во која што живееле, а се група под извонреден ризик за развој на деменција со која треба навистина да се работи. А докторке, нормално ли е со староста да се заборава? Дали е таа составен дел од старењето, заборавањето, дали е составен дел од старењето и како се препознавате
Знаете, За што се работи? Така. Не може да кажеме дека нашите капацитети за меморирање, за брзо размислување се идентични. Веројатно пред 10 години и моите не биле идентични како сега. И тој физиолошки процес на старење прави нашите мисли да се забавени. Малку поспоро размислуваме. Некои зборови кои што сме ги користеле, па сега поредко ги користиме, може да не ни текнат. Меѓутоа, никогаш тоа заборавање кое што оди со физиолошкиот процес на старење не е заборавање како Алцхаймеровата болест. Еве, на пример, така е најубаво за да разберат нашите гледачи. Може да заборави родителот зашто во детали сме зборувале, па дали сме се договориле денеска да одиме на лекар во 10 часот или во 10:30, па ќе не препраша. Меѓутоа, пациентот со Алцхаймерова болест ќе заборави сосема дека сме воделе муабет, че не сме збореле, не сме се слушнале цела недела. Значи, ко повторно го поставува истото прашање. Истото прашање, воопшто нема трага од разговорот запишан во неговиот мозок. Уште нешто што е впечатливо и многу често после вакви емисии имаме наплив на пациенти на клиниката кои што се загрижени дека забораваат. Ако сами имате грижа дека заборавате, најчесто тоа не е знак за Алцхаймерова болест, тоа е она физиолошко старење, па некој зборче нема да текне, па нема да ви текне име на некој кој што не сте го виделе 10 години, можеби. Но блиските лица никогаш не ги заборавате и клучното, никогаш не заборавате битни нешта кои што би попречиле во секојдневното функционирање. Значи, нашите возрастни можат сами да отидат до пазар, да си испазарат. Лицата со Алцхаймерова болест може да се загубат враќајќи се од пазар, затоа што се дезориентирани во простор, не може да го најдат патот кој со години го поминувале. Не може да ракуваат со финанси, не знаат колку треба да платат, не може да ги разликуваат банкнотите. Јасно, се тоа не настанува преку ноќ, болеста почнува многу суптилно, многу дискретно. Почетните симптоми, знаци се еден вид на повлекување и типично лицата со Алцхаймерова болест ги прикриваат тегобите, се срамат од тоа што забораваат и избегнуваат ситуации во кои што може да бидат доведени во состојба да не се сетат на името на блиските пријатели. И затоа еден од првите симптоми, знаци, личи на депресија. Значи, доаѓаме до когнитивните проблеми, психијатриските. Така, значи, повлеченоста веќе споменавте, депресија. На почеток е тоа. Промена во расположение. Различни, да. Некои може да станат иритабилни. Знаете, сите сме различни, таа приморбидна структура. Некои се поизбувливи, понервозни, тоа може да се потенцира. Некои стануваат тивки, повлечени, развиваат една реактивна депресивна слика, затоа што се свесни дека нешто се случува, иако можеби не им е сосема јасно и ретко кога самите бараат помош. Најчесто лицата со Алцхаймерова деменција се донесени, најчесто од возрастните деца, од сопружниците, но во последно време, веројатно како ја подигнуваме јавната свест за постоењето на болеста, а за жал и како гледаме дека се јавува и кај помлади лица, кај оние кои што се работоспособни, кои што забележуваат дека не може да одговорат на работните обврски, дека за едно нешто за кое што им требало 1 час да го завршат, сега остануваат по работното време и вложуваат дополнителен напор, сами се јавуваат за да провериме што се случува. И јасно, постојат тестови како ние ќе бидеме сигурни дека се работи за деменција, а не за депресија или физиолошко старење. Ќе ги вклучиме и гледачите, почитувани од овој момент, емисијата е контактна. Докторке, ја споменавте депресијата. Дали депресијата е составен дел од Алцхаймеровата болест или пак, значи, дали Алцхаймеровата болест води кон депресија или пак самата старечка депресија, што се може да доведе до Алцхаймерова болест? Постои ли некоја... Не постои старечка депресија, меѓутоа, знаете како многу интересна таа корелација на депресија-деменција. Депресијата во средно животно доба може да биде ризик фактор за подоцнежен развој на деменција, а депресијата се лекува. Депресијата може да биде вовет во деменција, во оние почетни стадиуми, постои еден стадиум пред деменција се вика благо когнитивно расстройство, кога јас забележувам дека нешто ми се случува, домашните забележуваат дека нешто се случува, но сие уште успевам да одам до работа, нема дезориентација во простор, подзаборавам, ама користам бележници, вложувам дополнителен напор или да ги сочувам сите тие активности, да одговорам на потребите, но сето тоа троши и загриженоста води кон
кон таква реактивна депресија, а се јавува и во подоцнижните стадиуми на Алцхаймеровата болест. Кога ги спомнавте психијатриските, постои една друга група на психијатриски проблеми кои што се врзани за напреднатиот стадиум на деменција и се многу тешки и за лицето со деменција, а особено за членовите на семејството. Вознемиреност, агресивност, потреба да се напушти домот во раните утрински часови, во вечерните часови. Знаете, тоа го устава семејството без мир, без квалитетен сон, а лицата со деменција ги носи во ургентните центри каде што добиваат терапија за да бидат седирани, се даваат антипсихотици кои што имаат и насакани. Јасно, никогаш мора да ги дадеме кога се ризични по сопствениот живот и по животот на блиските, меѓутоа постојат многу други начини за кои што за жал не можам да кажам дека сум среќна дека во земјава можеме да им ги пружиме на семејствата, сега зборувам, на лица со деменција, тоа е нефармаколошкиот третман, едукација на семејствата како да постапат во одредени ситуации. Ние имавме некои работилници, што ако мајка ми сака да си оди дома, а е дома, а ја барат она дома, кога нивното село, куќата од незините родители, тоа е за неа дома. И најчесто кога бараат да одат дома, им треба поддршка од блиските, им треба или ја бараат мајката која одам на починато. Сите ја бараме мајката кога ни е тешко, па викаме офлеле мајко, значи дури во секојдневниот говор е тоа. Значи треба да препознаеме што е тоа што го барат и ние се обидуваме, имавме дури една интервенција во склоп на истражувачки проект да им пружиме во домашни услови советување на семејствата како да постапат. За семејството тоа е навистина огромен предизвик. Да. Сето, целата помош што ја пружат, треба да ја дадат со трпение. Апсолутно. А трпението тоа е лесно исчезнува. Многу е лесно и јас кога ги советувам во амбуланти и самата им кажувам, лесно е да ви кажам како треба да се однесувате, но и да речеме тоа да трае една недела. Така. Ова трае со години, 24/7 исцрпува. Нивните механизми се исцрпени, ненаспани се, изморени, треба да одат на работа, отсуствуваат од работните места и затоа ние многу пати сме зборувале, сме апелирале дека е потребно да има дневни центри, дека е потребно да има професионални негуватели кои што барем во некој од дневните часови ќе ги одменат, ги одменат за да се одморат, за да бидат повторно смирени со љубов да се грижат за сопствените родители. Трагично и поразително е што откривме во тоа истражување дека, замислете, 87%, тоа беа 120 семејства, вклучени 87% од негувателите, тоа е таков термин, ама тоа се возрастни деца и сопружници, имаат симптоми на депресија. И тие самите се, значи, депресивни поради... Значи, 87 студиите во светски рамки се движат некаде 40 до 45%. И тоа зборуваме во земји каде што постојат дневни центри, каде што постојат патронажни служби, каде што имаат помош. Тоа е поразително, а тоа е работоспособно население, тоа се потенцијални идни пациенти доколку нели имаат депресивност во средно животно доба. Рековме депресијата е еден од ризик факторите. Мора нешто да направиме да се промени. Немаме национална стратегија за справување со деменција, а тоа го бараат. Сакате Светска здравствена организација, сакате Европска унија, затоа што тоа е надоаѓачка епидемија. Огромни се бројките. Така, вела дека 55 милиони во светот. Да, сега до 55 милиони лица во светот страдат од деменција, сигурно трендот на зголемување на лица. До 152 милиони се очекува до 2050 година. За Македонија проекциите се до 75.000. Во моментов имаме 24.000 лица со деменција. Според електронскиот систем, тоа се податоци, значи лица кои што имаат диагноза. Смитете дека се тоа 24.000 семејства. И ние сме и уште среќни, затоа што во Македонија имаме традиционално семејство. Имаме домови во кои што живеат повеќе генерации заедно, па знаете, внучињата ќе дојдат, ќе поиграат, па еден вид на нефармаколошка терапија прават на своите баба и дедо, затоа што ќе си играат со нивните сложувалки, не се оставени сами на себе. Но тоа се менува. Ние сме свесни дека во, да речам, изминатава деценија имаме страшен одлив на младите од Македонија. Имаме одлив и на работна сила, имаме одлив на интелектуален капацитет.
имаме цели делови во Македонија каде што се сами возрастните и здравите и оние со деменција. Ке имаме многу потреба од социјални служби, ке имаме потреба од центри за згрижување, ни класични домови онака како што ги замислуваме, меѓутоа дневен центар каде што ќе бидат згрижени барем неколку часа. А тоа ќе им даде квалитет на живот. Споменавте дека многу од возрастните стари лица живеат сами. Не сите живеат во традиционални семејства. Може ли тоа да биде причина за ненавремено откривање на симптомите на Алцхаймеровата болест? Токму така и може да нема кој да ги види. Да биде и причина за појава на болеста. Осаменоста спомнавме само депресијата како ризик фактор од оние модифицирачки, тоа значи тоа се фактори на кои што можеме да влијаеме. Депресијата, осаменоста, социјалната изолација, ништо на што сите бевме изложени во тек на пандемијата и видовме како ни влијаеше. Значи, без да постои деменција, сите бевме некако потиштени, живеевме во страв. Таа социјална изолација е ризик фактор. А ќе се согласите, предпоставувам дека нашите возрастни, не сите, меѓутоа еден добар дел се социјално изолирани. Многу малку има возрастни, знаете, никако ние со одењето во пензија како да им завршува нивниот животен век и се дома пред телевизорите. И тука има некоја когнитивна стимулација. Меѓутоа, јас се радувам кога во некои европски зими ќе видам возрастни 80 години, веројатно и повеќе, како се излизани надвор во парк, седат на кафе, шетаат, имаат содржина животна. Точно. Мора да мислиме затоа што животниот век се продолжува. Веќе има зими каде што доживуваат над 90, над 100 години. Значи не можеме никој на 65 години да го судиме да седи дома и целото живење да се врти само околу домот и домашните обврски. Значи треба да се знае дека осаменоста води кон Алцхаймерова болест и тука нешто мора да се преземе. И загадувањето на воздухот има многу, значи сме зборувале, тука се васкуларните ризик фактори, високиот крвен притисок, шеќерната болест, пушењето, физичката неактивност, но тоа се познати ризик фактори за целокупното здравје и на срцето и на мозокот и треба навистина да зборуваме за здравје на мозокот. Едукацијата е еден нискиот степен на едукација, еден од ризик факторите, па затоа ги советуваме да почнат да учат, може би нов јазик или да читаат книги, нешто што ќе прави еден вид на ментална гимнастика. И загадувањето на воздухот од неодамна, тоа го кажувам особено за оние кои што живеат и во Скопје, па и цела Македонија, да. И ризик фактор за деменција, иако не би го поврзале, или обично го поврзуваме со респираторни заболувања. Очигледно влие на целиот организам. Што значи дека ние мора да размислуваме за деменцијата како јавноздравствен и социјален проблем. Сите три алки мора да бидат поврзани и да се грижиме од различни аспекти и да се превенира, а на оние кои што за жал ја запознаат болеста и на нивните семејства да им се пружи помош, затоа што тоа е болест со која што се живее, како што е живење со висок крвен притисок, живење со шеќерна болест. Не значи дека текот на болеста мора секогаш да биде тажен. Лицето ќе заборава, но не му е забрането да биде среќно, задоволно. А животниот век колку трае? Се намалува? Се намалува, да. Значи никаде просечно од поставување на диагноза 5 до 8 години во зависност од тоа кога е поставена диагнозата, но истиот се продолжува доколку квалитетот на живот е добар. Значи, ако нема агресивност, вознемиреност, а тоа може да биде знак на досада. Знаете како, додека се членовите на семејството на работа, ќе го заклучат дома за да не излезе, да не се изгуби. Нему му е досадно, не знае што да прави кога ќе дојде, кога ќе се вратат во вечерните часови, може да стане вознемирен, агресивен, не може да каже дека нешто го боли, дека е гладен, жеден. Значи може да биде таа агресивност и најчесто е манифестација на некоја мака која не може да ја каже и затоа доколку се едуцирани како што треба, семејството може да најдат што го мачи, а наместо тоа ќе се дадат лекови за смирување, кои што потоа ќе го воведат во нови компликации. А може да биде некоја уринарна инфекција, всушност така, многу често, апсолутно точно. Имаме гледачи, ќе им дадеме предност на нивните прашања. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ќе ве молам едно големо прашање. Голем поздрав до докторката и до вас. Ви благодарам. Вака, имам старац од 65 години, доби епилепсија и деменција. Сега е со тегратол и аменолон. А не пократане дури у кревете. Па дали има некоја помош друга,
или само со тоа ќе продолжи, дури веќе јас почна и ја више да се губу од време на време. Немам контрола, појду по нешто, забраву, па или ќе туру на една место, требава туру, ја туру на друго, па дури ме стравише и јас сам скоро на тој. Па ќе ве молам ако може докторката да ме објасни нешто. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Многу сликовито ни кажавте и ова е нешто што често го слушам и јас веќе заборавам, тоа е таа расијаност, растргнатост, преоптовареност на која што изложена госпоѓата. 65 години е возраст кога не е вообичаено да се јавува деменција. Јас не знам тука за каков тип се работи, дали е васкуларна деменција, зошто е пациентот неподвижен. Дел од пациентите со деменција во напреднатите стадиуми да развиваат симптоматска епилепсија и се дава антиепилептик, меѓутоа јас за да дадам стручно мислење, би сакала да видам за кој тип на деменција се работи, би ја поканила да дојдат во амбуланта. Јас обично во вторници имам термини, имаме и во четврток амбуланта за деменци, мала пауза имавме периодот, меѓутоа таа е специјализирана амбуланта за деменци и би се обидела да диференцираме за кој тип на деменција се работи и да биде соодветната терапија дадена. Ќе вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до сите во студиото. Ви благодарам. Сакам да нешто на докторката да кажам и да ја прашам. Имам 66 години, мајка ми имаше тешка деменција, така и заврши. Јас се грижев за неа. Сега јас живеам во постојан страх дека и јас ќе имам деменција. Тоа ме оптеретува многу. Дури мислам од стравот дека почнувам да заборавам. Так. Некои работи. Многу често заборавам имиња, а инаку сум активна во се. Не ми се излегува многу. Така, ама сепак активна сум во се. Сите обврски, се си. Само имињата, за имињата имам многу проблем, на луѓето ги заборавам. Инаку друго се вратам, ама стравот дека ќе добијам е многу голем. Каде можам да се обратам? Така. Да видам дали јас вистински можам да бидам потенцијал за деменција. Така, ви благодарам за вклучувањето, токму и со стравот за деменција отворив денешната телма амбуланта. Разбирлив е стравот што го има госпоѓата, затоа што била сведок на сите фази и она што го прави ова тажна болест. Буквално често пати тоа сум го повторувала. Нема лесна болест, сите болести се тешки. Меѓутоа знаете кога ни е тешко секогаш велиме си ги имаме спомините. Оваа болест тоа го краде. А на семејствата им го краде саканиот, ја краде мајката, го краде таткото. И оправдането и страв, ја спомнав, може да има наследни фактори, но многу мал е процентот како можам да ја утешам кај оние што ја имаат наследната форма на болест. Сега тука е многу битно на која возраст вашата мајка имала деменција, доколку тоа било пред 65-та година. Во тој случај ризикот евентуално да сте во таа категорија на наследна форма може да е поголем, меѓутоа само заборавање на имиња, веројатно и сама кажавте, тој страв да немате деменција може да имитира некои симптоми на деменција, но тоа лесно ќе го решиме, ќе дојдете кај нас на клиника, ќе направиме невропсихолошко тестирање, значи сите оние когнитивни функции, ние ги испитуваме преку невропсихолошки тестови и гледаме дали некој има проблем со меморијата, дали има проблем со вниманието и концентрацијата, дали има проблем со визуелните способности, со говорните функции и лесно ќе видиме дали на вистина има објективни потешкоти или е тоа стравот во вас кој што ви причинува таква загриженост. Уште еден гледач ќе вклучиме. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Во телма амбуланта ли сум? Така, токму таму сте, ве слушаме. Благодарам. А двојца збориме сега во исто време. Знаете што, вие го следите разговорот преку телевизорот, очигледно. Значи намалите го тонот, поради тоа доаѓа до ваква забуна и следите кој разговорот само преку слушалката. Го очекуваме вашето прашање. Вака се. Женава моја има деменција. Така. И сега прима некои лекарства, мементин,
сме биле у државна болница, снимаше и глава, нема ништо на глава, да кажеме, од тумори, од такви работи. След психијатар сме биле, исто од лек, само тој единствен лек, мементин, и да кажеме, за смирување тие, само да го прочитам. Така, и некакви лекови за смирување зема, така? Да, прамизин Добро. и ристеридон. Добро. Сега, интересира, дали е сам овој лек мемантинот, пошто в контакти со доктора и сова, нема друг лек. Тој е едини лек. Не постои. Така. Сега, дали постои, има ли шанса тоа да се намали, зашто стварно проблем. Така. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Сигурно не е лесно да се гледа како саканата личност пропаѓа, Многу тешко. когнитивно, со меморијата. Постои ли, докторке, лек кој што може Сите да ја врати меморијата, да го врати човекот во она состојба во која што претходно бил? За жал, Марија, се уште не. Иако болеста многу одамна, Алојс Алцхајмер ја упишал 1906 година и се чини дека сме имале доволно време со модерната медицина да најдеме лек кој што би ја излекувал болеста, се уште и во 21. век немаме терапија, сим еден лек кој што малку влива надеж и е одобрен веќе во Соединетите Американски држави, буквално секој момент се очекува да се изјасни Европската агенција за лекови, дали ќе го одобри за Европа, се вика леканемаб. Тој се дава во многу рани стадиуми на болеста при појава на првите симптоми и знаци на болеста, меѓутоа дури и тој кој што го чисти оној протеин кој што на почетокот го таложи во спомена, мозокот. што се таложи, ќе го исчисти целиот исталожен на амилоид бета во мозокот, меѓутоа ја успорува прогресијата само за 30%, тоа само за 30% и не е така малку на 10 години, тоа се 3 години, да речам, продолжување во пораните фази на болеста, ја успорува прогресијата, но не ја запира. Што значи уште многу има што да се истражува на ова поле. Кај нас и во светот два лека за сега, освен овој што кажа во Соединетите Американски држави се одобрени, донепезил и мемантин, двата ги има кај нас. Не знам зошто госпоѓата не го прима донепезил, може би е многу напреднат стадиумот на болеста, може би има друга контраиндикација. Треба да се види, значи тоа се два лека за Алцхајмерова болест, не знам дали ја има Алцхајмеровата деменција или друг тип на деменција, па во зависност од тоа се одредува која терапија, меѓутоа според терапијата која што е дадена, таа прима антипсихотик, значи веројатно е во понапреднат стадиум на деменција и на вистина господинот сигурно има мака и тешкоти и без разлика што тоа го прави со љубов за својата сакана, да се грижи за неа, тоа се исто возрастни луѓе кои што имаат заболувања, а едноставно не стигнуваат да се грижат за сопственото здравје. Да, тажно е затоа што имам ситуации кога и двајца возрастни родители над 80 години се грижат за детето од 50 и неколку или 60 години што има деменција и се загрижени на кого ќе го остават кога ќе заминат. Да, тоа се навистина тешки приказни. Пред да го вклучиме следниот гледач, само уште едно подпрашање, докторке. Во моментот се работи на повеќе од 100 лека за Алцхајмерова болест. Колку време е потребно за тие да бидат одобрени и за да се најдат во употреба? Знаете, како за еден лек да се одобри, поминува низ повеќе фази. Прво се базични испитувања, па потоа клинички студии, за да кажеме со сигурност дека, односно да кажат оние кои што го испитуваат, дека е ефикасен и безбеден. Меѓутоа, има една група лекови кои се во последната фаза од клиничко испитување, трета фаза, и се очекува во следните неколку години дека ќе има веројатно одобрување на повеќе такви лекови, дел слични на леканемаб кој што го споменав, оние кои што го чистат амилоидот. Меѓутоа, она што е надежно е дека се верува дека не е само овој протеин причина за болеста, туку и една невроинфламација, воспаление. А на тоа можеме да влијаеме со едноставни нешта: добар сон, квалитетна исхрана, физичка активност. Значи, можеме да ја намалиме и не само со лекови, а се очекува дека ќе има и терапија, па веројатно ќе биде комбиниран пристапот со таа лекување. Ајде да го слушнеме прашањето на следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете.
Ја поздравувам емисијата. Ви благодарам. Јас имам 64 години и сум слепо лице, 98% не гледам. Така? И користам Helix 025 два пати на ден, поради страв и паника. Сакам едно прашање, како да се откажам од ова, од Helixот? Дали има начин како да се откаже, како иначе се тресам, губам некогаш свест, рамнотежа. И уште едно прашање. Дали не знам дали е во ваш домен ова прашање, нешто приметувам и со облеката, да со електрицитетот што се свара во организмот и облеката, ми се чини тогаш станувам повознемиран со некои алишта, со некои ткаенини. Јас сега не сум специјалист по текстил, ама дали влијае и облеката на психичкото здравје, на менталното здравје. Ви благодарам за вклучувањето во денешната тема амбуланта. Докторке, малку ќе излеземе надвор од она што го говориме, но сепак... Ова е повеќе прашање за колегите психијатри, меѓутоа ние го делиме истиот орган, мозокот. Долгата употреба на бензодиазепини, како што се диазепам, лексилиум, хелекс, не е препорачлива и самиот господин кажа дека е напнат, вознемирен, има панични стравови. Постои друга група на лекови кои што може колегите психијатри да ги препишат, јасно по преглед и процена, и ќе ви помогне да се одвикнете и добро што сакате да ги оставите бензодиазепините. Тие се даваат кратко тогаш кога има потреба, а она што го кажувате со обликата дека ви прави немир, веројатно е само одраз на вознемиреноста. Знаете, сите сме биле во таква ситуација кога буквално си ни пречи, кога сме напнати ни пречат звуци, дури капки кои слушаме, сите сетила како да ни се изострени. И предпоставувам дека тоа е последица на напнатоста. Спомнавте и губење на рамнотежа, тресење, за тоа треба невролошки преглед, така да консултација и со невролог и со психијатар е пожелна. Докторке, научниците пред некоја година објавија дека постои тест преку крв со кој што може да се утврди со сигурност, прецизно, кој ќе заболи од Алцхаймерова болест неколку години пред појавата на првите симптоми. Дали овие тестови ги има и ако ги има, точни ли се, прецизни ли се? Прецизни се. И тоа дава надеж, затоа што јас спомнав овие нови лекови кои што ќе дојдат, ќе треба многу рано да се земат. Значи буквално на прво заборавање, прво препрашување. Сега никој од нас веднаш не помислува на Алцхаймерова болест и поминуваат година, 2-3 додека се обратат лицата. Прво треба да се едуцира општата популација дека ако се јават такви симптоми ќе треба да се обратат на лекар. Кај нас и во светот се уште не се одобрени и секаде присутни, само во одредени зими, крвните тестови, меѓутоа кај нас го имаме тестот за докажување на болеста преку мозочна течност. И тоа го применуваме ние веќе неколку, веројатно 4 години стана како го работиме, тоа се тие биомаркери за присуство на болеста. Ние споменав, болеста се развива во мозокот 20 години и затоа што амилоид бета се таложи во мозокот, неговата концентрација се намалува во мозочната течност. На клиниката за неврологија како дел од дијагностичкиот протокол кај лица кои што имаат ран почеток или не можеме да утврдиме за кој поттип на деменција се работи, ја правиме лумбалната пункција, значи тоа е процедура со која ја земаме таа мозочна течност и се анализира во соработка со колегите од Институтот за имунологија. Значи така со сигурност поставувате дијагноза, бидејќи има со многу висок степен на сигурност над 90%. Да, постои и друг тип на тест, тоа е амилоид PET скен на мозокот, меѓутоа е многу поскап, достапен само во некои земји, кај нас го нема, и неговата сигурност корелира со ова од ликворните биомаркери, а ги чекаме, се зборуваше до 2025 година, што значи релативно скоро да дојдат и крвните тестови, дали кај нас веднаш ќе бидат имплементирани, меѓутоа во светот и тоа е тенденцијата, тоа би променило многу. Многу ќе промени затоа што велат раниот третман е многу важен. Апсолутно, не секој од нас ќе отиде на лекар за да и да прифати лумбална пункција, сепак инвазивна процедура, додека за крвен тест како дел од стандардни лабораториски анализи ќе може, особено кај оние лица кои што се под ризика, тоа се лица кои имаат
член во семејството, кои што можеби имаат први симптоми и ќе го улесни процесот на дијагностицирање во многу пораните стадиуми кога навистина лековите кои што надоаѓаат ќе делуваат. А истовремено и семејството да се подготви дека ќе има Тоа е уште еден многу битен момент. лице за кој што ќе се грижи психолошки. Како велат, па што сега ако знаеш порано, што тоа ќе смени кога нема лек. Тоа беше главното оправдување, па дури и меѓу нас, меѓу колегите. Многу ќе смени. Во европските земји постои нешто што се означува како планирање однапред на нештата кои што ќе се случат. Ако јас знам дека имам Алцхајмерова болест во ран стадиум, подзаборавам, меѓутоа знам дека сакам не сум патувала и сакам да ја видам некој дел од светот. Сакам да кажам кој ќе се грижи за мене. Сакам да кажам дали сакам да бидам сместена во дом за нега или не. Дали сакам да бидам хранета преку сонда или не. Сама да го испланирам животот кој што ми преостанува да се и донесат како. клучните одлуки. Клучни одлуки, зашто сите да бидат затичени, неорганизирани, тоа е страшен стрес за семејството кога однапред се знаат нештата и добро се испланира квалитетот на живот кој што лицето ќе го има со таа болест и организацијата на целото семејство околу лицето со деменција ќе биде многу поразлична. Доктор, ќе ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Јас ви благодарам за поканата и навистина бргу ми помина времето, остана веројатно многу што можеме да имавме испланирано уште некои работи, но секогаш постои простор за уште едно гостување. Така е, само здравје. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Доцент доктор Габриела Новотни, специјалист неврологија од Универзитетската клиника за неврологија, беше нашата денешна гостинка. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Ви посакувам пријатен ден.